Понеделник, 2 декември, кратки вести во 12 часот. Република Македонија полека станува омилен избор за патниците кои бараат помалку гужва без да се прават компромиси со убавината на дестинацијата, пишува угледниот Daily Express, додавајќи дека Македонија е 5 пати помала од Грција, но исто толку убава со многу малку туристи. Нема излез на море, релативно е непозната и не е многу застапена во европската туристичка понуда, особено во споредба со незиниот грчки сосед, што ја прави идеална дестинација за оние кои копнеат по спокојство, стои во надписот. Додаваат дека планините и езерата даваат можности на љубителите на авантурите да се впуштат во планинарење, возење велосипед и кајак. Комплетирана реконструкцијата на пештерната црква Света Богородица што се наоѓа во селото Велгошти. Реконструктивните зафати траја 4 месеци со екстремно тешка акција поради непристапноста и конфигурацијата на теренот. Но заеднички се може, па местното население помогна во носењето на материјалите, вели за Супер радио Тони Брдаровски, чија фамилија обезбеди средства за реконструкцијата. Камбанаријата комплетно е завршена, кујната е обложена и заштитена од надворешни услови, како и чешмата. Ова е најмала ваква црква на Охридското крајбрежје со најмалку сочуван оригинален фреско живопис. Продолжува иницијативата До кај сме на Охрид Прес, односно рубриката која секојдневно го прикажува процесот на намалување на водостојот на езерото и нашиот однос кон него како кон акумулација. Секој ден на Охрид Прес објавуваме по една фотографија од истата локација со надеж дека одговорните ќе преземат соодветни мерки и нема да ни се случи преспанизација на Охридското езеро, кое за жал продолжуваме да го третираме како вештачка акумулација. Времето денес претежно облачно, дува слаб северен ветер, максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.